вечер и добре дојдовте во вечерниот термин на Студио 1, каде што ќе ве водам јас, Анета Кочишки, секако во, се надевам, топол и убав разговор со моите гости, кои што малку ги најави Сергеј, давајќи им еден епитет на фешн луѓе или луѓе од модата, но тоа не е така, не е сосема така, затоа што моите вечерашни гости имаат малку повеќе приказна во себе, а модата воопшто во нивниот живот е присутна, но не е клучна и не е пресудна. Вечерва, поточно попладнево, во Скопје ни допатува еден брачен пар од Прилеп. Нивното презиме е Чунде. Бојан и Марија, со својата приказна, во наредните минути се надевам дека ќе го задржат вашето внимание. Добро вечер за Бојан. Добро вечер. И добро вечер за Марија. Добро вечер. Зошто сте вечерва овде? Вечерва сте овде затоа што, барем јас како новинар, секогаш сум во потрага по оние животните приказни. Секогаш ги сакам, нормално, кога имаат и среќен крај и кога колку и да биле тешки и мачни, некаде се надзира убавината во сето тоа. И тоа што можев да го видам за Бојан, навистина ме остави за без текст, со оглед на тоа што уште еднаш ми покажа колку може силната волја и желбата, нели, за живот да некого во случајот буквално стане и од инвалидска количка. Но додиме со ред. Бојан е роден со хемофилија или хемофилија Б. Да. Тоа е вака исто една диагноза која што животот веќе ти го прави комплициран. Некаде во тинејџерските денови, на 19-20 годишна возраст, како претпоставувам дете палавко, добиваш посериозна повреда, која што буквално ти го блокира рбетниот столб и завршуваш во инвалидска количка со потенцијална диагноза дека така ќе останеш за секогаш. Да. Но еве си сега тука, здрав, прав, нели? Но ќе дојдеме до тоа што сме сега и овде. Прилеп, мало место, Бојан од семејство Чунде. Да, точно. Нормално семејство кое што се трудеше од мене да направи еден човек кој што во животот ќе може да се грижи сам за себе, сам да работи, да заработува и покрај сите пречки кои така постоеле. Да. Стануваш свесен за тоа дека имаш хемофилија на која возраст? Па не бев можеби Свесен, толку кога велам свесен, свесен да, за тоа почнав да што- осознавам дека така. малку се разликувам од останатите деца, тоа беше кога почнав да играм на улица и после првите повреди на 4 или 5 години. Затоа што забележував дека кога ќе се повредам јас, секогаш одам на болница, а кога ќе се повреди брат ми, тоа не се случува. И тогаш можеби беше првиот момент кога почнав да прашувам што, како, и веќе пред да започнам да одам на училиште, тогаш моите ми објаснија Така. за што се работи. Што значеше тоа како дете, еве? На што се мораше, требаше да внимаваш? Па, можам да кажам дека бев ограничен во детските игри, морав да внимавам да не се повредам. Во тој момент хемофиличарите беа третирани со една попримитивна терапија. Современите лекови кај нас не беа достапни. И честите повреди на зглобовите и внатрешните крвавења би можеле да предизвикаат инвалидитет. Моите родители се трудеа на секој можен начин да не дозволат да дојде до тоа и секогаш наоѓаа начин да ме одвлечат од фудбал, кошарка или што и да е, некој нешто што за мене се сметало како поекстремен спорт. А што За можеше, да- например, да правиш ако не ги правиш сите овие работи? Nintendo компјутер. Така. Нешто што понатаму се покажа дека било сосем погрешно за хемофиличарите, таа пасивност и седење дома. Затоа што Уште повеќе влошува? да, состојбата? се ослабува мускулатурата, со тоа се заштитуваат зглобовите, ама се прави друга штета. Моите родители успеа од мене да израснат еден нормален дечко без инвалидитети, имав нормален и тинејџерски живот. И нивната желба да немам никаков инвалидитет предизвикан од хемофилијата се исполни. Меѓутоа јас мислам дека
ми било предодредено да го имам тој инвалидитет и затоа се случи нешто подоцна што едноставно мислам дека требало да се случи. Реков прилеп мало место, ти еве со таква диагноза, не верувам дека во градот имало повеќе како тебе со таква, да речам, диагноза. Веројатно и заради тоа си бил поспецифичен во самиот старт и во самата средина. Се случува али некои непријатни работи или средината беше секогаш отворена за тебе? Па во глобала секогаш наидував на добри и позитивни реакции, меѓутоа имало и моменти кои не биле така добри, кои можеби тогаш ме повредиле, меѓутоа не оставиле некаква травма врз мене. А што значи хемофилијата? Еве што е она што денеска го имаш како хемофилијата слика за твојата хемофилијата болест? Денес се смета за состојба, не се смета веќе за болест. Да. Ние хемофиличарите не крвавиме повеќе од останатите луѓе, ние крвавиме подолго. Тоа е затоа што нашиот црн дроб нема способност да го произведува протеинот кој е задолжен за формирање на коагулуми и тоа се добива по вештачки пат со примање на фактор за коагулација, кој денес го имаме достапен и тука во нашата земја. Тоа значи дека твојата терапија денеска е сведена на секојдневна? Го примам, да, по потреба, 2 пати неделно, може да се случи еднаш, зависи од повеќе фактори, од активноста во денот, движењето. Тоа значи дека повеќе движење може да предизвика? Поголемо оптеретување на зглобовите може да предизвика некое внатрешно крвавење во колено, скочен зглоб, лакт. Тоа се деловите од телото кои што најмногу страдаат. Кај хемофиличарите најчесто да. Така. И сега велиме влегуваш во еден период тинејџерски, адолесцент, кога малку повеќе крвта врие. Точно, да. И веројатно на сите предупредувања кои што си ги имал од родителите, а и од тоа што ти го знаеш за себе како состојба, во еден момент не ти значат толку многу и се случува да се повредиш сериозно. Секогаш сум се обидувал максимално да ги испочитувам советите и затоа што сум бил свесен дека самиот на себе ќе си наштетам доколку не се раководам по правилата и во еден момент бев со друштво во Охрид. Бевме на педалинка, сите скокаа во водата, беше топло, сакав да скокнам и јас. Неколку пати стигнав до самиот рап на педалинката и се вратив назад. Ти не смееш да го правиш ова. И третиот пат видов само длабочина, чиста вода и си реков нема во што да се повредиш. И скокнав. Од кремите за сончање и маслата кои ги имаше на педалинката се лизнав и сакајки да не ја повредам главата од педалинката, го извиткав телото на неправилен начин, што предизвика крвавење по рбетниот столб. Само се сеќавам дека тонев, не знам како излегов на површината, во еден момент добив сила само да замавнам со рацете и да испливам горе. Се фатив за перката од педалинката, среќа што во тој момент никој не ги вртеше педалите да би дошло до нешто посериозно. Не знам како се качив на педалинката, не се сеќавам дали ми помогна некој, знам дека не кажав веднаш што се случи. Тогаш настапи една нова ситуација, која што на почеток не ја сватив сериозно. Мислев дека како и сите повреди од хемофилијата, дека е нешто што ќе го третирам со фактор и ќе помине. И кога стана сериозно? Стана сериозно во моментот кога престанав да ги чувствувам нозете. Додека си беше на педалинката? Не, се случи после неколку, после извесен период, недела, две. Во таа недела не можев да го исправам целосно телото, одев подвиткан. Докторите во Прилеп сметаа дека се работи за истегнати мускули. Потоа се вратив, студирав во Скопје, се вратив во Скопје да продолжам со студиите, иако не се чувствував најдобро и тогаш почнаа силни болки. Трае еден ден
И се сеќавам дека една вечер престанав да ги чувствувам стапалата и во 2 минути буквално не го чувствував долниот дел од телото, од абдоменот надолу. Не чувствував ништо. Мојот татко веќе беше тука, само што почнаа проблемите, јас се јавив дома. Меѓутоа, не бев исплашен, мислев дека е како и се останато. Ќе трае 2-3 дена и ќе помине. Потоа... Но докторите, што рекоа? Докторите пред мене не кажаа ништо. Сватив дека е сериозна ситуацијата, затоа што 3 дена ништо конкретно не беше кажано, не ми беше кажано, на моите родители им беше кажано. После точното диагностицирање, направените магнетни снимки, беше констатирано дека имам епидурален хематом, кој што предизвикал тотална параплегија, тоест целосна одземеност на долните екстремитети. И како диагноза можела Како диагноза да трае? Може да трае до живот. Бев опериран без никакви прогнози дека повторно ќе одам. Затоа што ситуацијата беше комплексна. Јас како хемофиличар не беше сигурно дека ќе можам да ги издржам вежбите од физикалната терапија, затоа што барат голема активност. Меѓутоа, имав желба и бев упорен и направив нешто што мислам дека беше клучен момент и тоа што не бев свесен за тоа што точно станува збор. Туку? Не знаев, за мене параплегија беше нешто што прв пат го слушнав во животот. И не проверив на интернет, не прочитав ништо за тоа, едноставно се водев дека треба да помине одреден период за јас да се опоравам. И така се враќаш во Прилеп, предпоставувам, во инвалидска количка. Точно. Сега се враќаш во домот кај твоите родители, кои што предпоставувам ниту биле спремни дека ќе дојдеш во инвалидска количка. Тоа е сосема нов начин и на живот и на функционирање. Дали во тој период, ова сега трае од прилика 6 месеци до година дена? Да. Кога ти, нели, си во состојба да не го чувствуваш долниот дел од телото. И во тие 6 месеци до година дена, да, велиш на крајот, јас имав сила, можеби заради тоа што не бев свесен што е тоа што ми се има случено, но сигурно, како на секој жив човек, му се случува во такви моменти е да има и моменти на слабост. Точно. Што победуваше кај Бојан? Па, имаше период на, можам да кажам, тешка депресија, затоа што одбивав и да разговарам со моите, со брат ми, со другарите, кои нон-стоп доаѓаа, во ниту еден момент не ме оставија. И цело време се обидуваа да ме изнесат од домот и во инвалидска количка, меѓутоа јас не бев заинтересиран. Тоа траеше извесен период и дојде моментот кога сватив дека нема да се случи магија, јас да станам и веднаш да одам. И тогаш решив дека јас морам да излезам од тие 4 ѕида во кои што бев затворен веќе 3 месеци. И побарав од моите да најдат инвалидска количка која што е погодна за движење по улици и излегов прв пат на кафе со моите другари. После 3 месеци? Да. И видов дека животот и од таа перспектива и во инвалидска количка не е така суров како што имав представа дека би бил. И од тој ден, секој ден почнав да излегувам. Започнав со физикална терапија и физикалната терапија траеше долг период, скоро 5 години. Потоа продолжив со други вежби, поточно се префрлив на фитнес. Веќе, да. Јас не знам дали гледачите имаат прилика да ги гледаат, бидејќи не контролирам таму, гледам овде, да ги гледаат фотографиите кои што ги избоивме ние за да те представиме каков си бил некогаш, каков си сега и така натаму.
Само додека сме се уште кај овој период да заклучиме дека тоа да станеш и едноставно да продолжиш да одиш е сепак најмногу договор со самиот себе. Дека тоа мора да го направиш. Мислам дека е клучен моментот на прифаќање на целата ситуација. Кога ќе си го вратам филмот, се сеќавам дека често го прашував хирургот кој ме оперираше, кога ќе станам, кога ќе дојде тимот лекари и медицински лица да ми помогне да станам, да видиме дали операцијата била успешна, затоа што според мене операцијата беше направена за јас после тоа да станам и да се движам. Неколку пати не ми одговори и во еден момент кога предпоставувам дека сметаше дека е моментот кога јас треба да ја слушнам вистината, ми кажа дека тоа нема да биде така лесно, дека ми предстои еден подлог период на терапија, физикална терапија. Да, на кој што може би ме оспособил за движење во иднина. Но не мора да значи. Да. Тогаш може би сватив колку е сериозна ситуацијата, меѓутоа се сеќавам дека си реков сепак ќе станам. Со мојот хирург се сретнавме после 11 години, пред точно една недела. Мислам дека животот не спои повторно. Сега во негови раце близок член на моето семејство, кој што знам дека Ево сигурни раце. Да, и дека ќе извојуваме уште една фамилиарна победа. Сега, кога сме во овој тежок период, се уште кај овој тежок период од твојот живот, Марија можеме целосно да ја вклучиме во приказната, да и вашата љубовна приказна има симпатична една нота, се познавате па за мои стандарди целиот свој живот, со оглед на тоа дека сте заедно како другари прво уште во средношколските денови. И буквално некаде во овие најтешки мигови на Бојан, вие станувате и пар. Сега предпоставувам дека овој договор, освен што го имаш со самиот себе, дека ќе станеш, верувам дека и Марија има тука сериозна улога. Можем да кажем дека Марија е главниот катализатор во целата ситуација. Постојат, зад мене стои армија на луѓе, јас така кажам, затоа што имам четворица родители, моите, нејзините, брат ми, нејзината сестра и моите другари и другарки кои ти си богат човек. Точно, да. Со армија луѓе. Марија, го познаваш. Да. Во тие мигови, велам, вие влегувате веќе во друга една димензија, што би се рекло, повеќе не сте само пријатели, туку станувате пар. Да. Каде беше ти во целото време? Па, и јас, како и нашите другари, бев тука нормално. На почеток Бојан не сакаше да комуницира со нас, баш во тој период кога беше во депресивна фаза. Меѓутоа, за брзо време го надмина тој период и подоцна продолживме да се дружиме. Меѓутоа, мислам дека од наша страна беше клучно што ние никогаш не го доживеавме како лице со хендикеп. Ни јас, ни нашите другари, никој од нас, ни брат му, сите продолживме да се однесуваме како се да е нормално. И само го чекавме денот кога повторно ќе напушти инвалидската количка и така го доживувавме и тогаш, така го доживуваме и сега. И вашата верба се пренела и на него, очигледно. Така? Да. Тоа е таа сила која што на многумина име потребна. Тој ветер во грбот што се вели. Сега сте во брак. Тогаш бевте пар, сега сте во брак. Да. Она што ми беше интересно пред да влеземе во студиото, вие сега заедно и работите, значи и работниот дел од денот го поминувате заедно. 26 часа на ден. 26, вие два не знам од каде сте, ама нека ви се сосреќа. Сакам да кажам, да, времето постојано го минувате заедно, еве сега можам да видам дека одат некои од вашите заеднички фотографии на Инстаграм. Ова се тие моменти кои што Сергеј претходно ги најави како, нели, фешн луѓе и така натаму. Да, тоа се работи кои што се очигледни, се гледа дека ја сакате модата и сакате добро да Има
мала Да приказна изгледате? и позади тоа. Ајде, еве, ја слушаме со внимание. Па, во моментот кога целосно ја прифатив мојата состојба, тоа беше моментот кога веќе се движев со патерици, сакав да бидам лик кој што нема да биде препознатлив како дечкото во количка, дечкото со патерици, дечкото со бастуни, сите помагала кои сум ги користел. Добро. И во тој момент решив дека можам да бидам препознатлив по нешто друго, дека и како лице со хендикеп имам одредени квалитети. Секогаш сум внимавал на својот стил, меѓутоа тогаш почнав посебно да внимавам и така настана една приказна на Посебно и поекстремно вака Да. да бидеме реални. Да. Сега тука Марија те следи во чекор би рекле, не заостанува, Да. не заостанува ни малку. без договор се започна спонтано како на дополнување еден со друг, затоа што и така функционираме во Во сите животот области, воопшто, така. Реков, работите заедно, работите во семена фирма, но она што сакав да го кажам претходно, седевме пред да влеземе во студиото и рековте да, ние решивме како млади луѓе да останеме во Македонија и да останеме да живееме во Прилеп. Сега бизнисот и семејниот бизнис е таму, да, физички пред се тоа ве тера, што се вели да останете во Прилеп, но што ако не беше Прилеп и дали воопшто размислувавте да ја напуштите Македонија? Па, секако дека размислувавме, би сакала да почнам јас да зборувам на оваа тема, бидејќи јас имав и обид да заминам од Македонија. На околу 20 годишна возраст работев краток период во Италија, меѓутоа тогаш сфатив дека тоа не е за мене, дека јас просто не се пронајдувам далеко од моите луѓе, да просто да кажам, далеко од моите роднини и другари. И забрзо се вратив назад во Македонија. Не беше тоа клучно да останам во Прилеп, се прашувавме дали да биде тоа Скопје или некој друг град, секако. На крај се случи склоп на околности кои не задржаја во Прилеп. Меѓутоа, среќни сме, иако е мало место, имаме, денот ни е исполнет со многу работни обврски, секој слободен миг го поминуваме и надвор од Прилеп и Да, тоа може да се забележи дека патувањата ви се некако тоа ни е пасија. дел од агендата на неделно или на месечно ниво, сега не знам. Колку често патувате? Па, зависи од обврските, меѓутоа за викенди секако патуваме некаде. На за- поблиски релации. Да, на пократки релации, а кога имаме повеќе слободно време, И подалеку. Да. Така. Добро. Бидејќи сме некаде пред крајот, јас сакам само Бојан уште едно-две прашања да му поставам. Сега кога претпоставувам и тоа како знаеш и си научил до сега како да живееш со состојбата во која што си рековме не е болест. Вака кога ќе останеш со самиот себе, што е оно што можеби најмногу ти недостасува, а не можеш да го правиш? Па, има моменти кога се запрашувам зошто баш мене ми се случи Добро. и секогаш наидувам на истиот одговор за да имам подобар живот од претходно. Затоа што со физикалната терапија, со фитнесот и сите вежби кои ги имам, со зацврстувањето на мускулатурата, јас ги завршив со крвавечките епизоди во зглобовите кои ги имав од хемофилијата. Фитнесот помогна во тоа многу. Многу, да. А што е вака контрадикторно, нели? Да. Прва, некој би рекол ако Во европските земји како зглобовите практика, страдат во нова се дијагноза, спортот за да. хемофиличарите е клучен, меѓутоа кај нас заради застарениот начин на третирање на хемофилијата тоа не беше возможно. И животот кој го живеам сега е многу поактивен од тој претходно. Што ќе речен, скоро па ништо и не ти недостасува? Единствено трчањето, меѓутоа не трчав и претходно, Така да за не знаеш ми ни како е. недостасува, точно. Добро. И сега на крајот нема да те одјавам како Трајковски,
затоа што и тука има приказна, кажа дека новиот начин на облекување е можеби дел од одлепување од старата приказна и почнување и влегување во новата, но и презимето го менуваш откако повторно застануваш на нозе. Вашето семено презиме Бојан Трајковски, така? Го враќам старото семено презиме, Чунде, и со тоа вртам целосно нова страница. Не дека сум се откажал од стариот Бојан Трајковски, спомените се тука, меѓутоа тој е целосно различен психофизички од ова што сум денес. Така, а тоа не било лесно и не бил лесен патот, и затоа сега Чунде заслужува нов живот, нели уште поубав и уште посреќен. Јас ви благодарам што попладнево вечерва бевте наши гости. Како што кажав на почетокот, секогаш сакам да слушам, а и гледачите да слушнат приказни кои што ја враќаат и вербата во животот и даваат веројатно уште повеќе желба за живот. Ви благодарам многу. Во зачеток сте со нов бизнис, тоа не го кажавме. Буквално нема врска со тоа што го работите сега, но го правите за кејф на Марија. И тука сме за секоја помош, затоа што ти си мозокот на операцијата, а Бојан е пиар и маркетинг стратегот, па кај дај ќе се споиме за некоја соработка. Ви благодарам уште еднаш. И ви посакувам уште многу патувања и среќни денови. Благодарим. Така, а ние продолжуваме понатаму, некаде пред централното издание на Дневникот. Ќе влеземе со еден материјал од колешката Искра Опеческа, која денеска присуствуваше на дебата на тема перспективи на истражувачкото новинарство, организирано од повеќе организации. Таа ги има наброено во својот материјал кој се денеска бил таму и кои се ставовите на новинарите за тоа на кое ниво е денеска истражувачкото новинарство во Македонија. Останете со нас, веднаш по овој материјал следува блок реклами и влегуваме во содржините на Централниот дневник. Кога станува збор за тоа кои се извори на информации, тука имаме еден интересен тренд, а тоа е дека, иако државните институции гледате дека се најзастапен извор на информации. Значи, сите државни институции, вклучително владата, министерствата, именувани, неименувани државни институции, тие секогаш се на прво место во однос на тоа како застапени извори на информации. Но гледате дека во 2018 година овој процент изнесува дури 32%, во 2016 бил 23%, во 2017 24%. И она што го забележавме дека за разлика од 2016-2017 година, кога учеството на владата, значи само владата како извор на информации, се движеше од 0 до 1%, во 2018 година таа учествува со 6%. Така што имаме зголемување веројатно на отвореност и транспарентност на државните институции, но од друга страна имаме намалување, гледате, на учеството на граѓанскиот сектор како извор на информации, додека во 2016 година тој процент беше 7%, во 2017 година беше 12%, сега имаме 8% во 2018 година, што говори дека медиумите и новинарите во ситуација кога имаат можеби поотворена и потранспарентни институции, се наклонуваат повеќе кон државните институции како извор на информации, при тоа забораваат на граѓанската и независната јавност. Причина за не секогаш доставување на информации од страна на некоја институција се од различен аспект. Едно е некогаш и немање волја, друг пат е немање на капацитет, трет пат е немање на луѓе кои што се доволно и спремни и стручни за тоа. Ама ова сега што го правиме, сите заедно, пред се е менување на култура на однесување на институциите. И тоа само заради тоа што сме ставиле стратегија во која што има обврски за институциите, за жал, самиот ќе кажам, дека нема да заврши работата. И токму затоа, особено е важно во општеството да имаме што повеќе истражувачко новинарство. Владата, која што со серија последни, да кажам, активности, пред се со стратегијата за отворени податоци,
конечно се дава обврска на институциите, да не биде тоа кој како сака, па ако е министерот по-прогресивен или ако е по-конзервативен, па толку и податоците ќе ги отвараат или ќе ги затвараат. Една обврска се даде на институциите да ги изработуваат, да ги креираат, да ги синхронизираат и да ги објавуваат податоците во тој отворен формат, за да може сите понатаму да ги користат. Само да кажам и овде ќе завршам со овој вовед, веќе во светот ова стана, како да ви кажам, Младен за тоа зборуваше. Па ако порано беше поента да знаеш факсот да го уклучиш и да му смениш хартија, па дури да те викаат и серверот која ќе падне да го ресетираш, пошто само еден знае да го ресетира серверот, сега новинарите треба да знаат дата скрапинг, да знаат дата процесинг, новинарите треба да знаат во Access Data да работат, за Excel да не зборувам и тие, да кажам, неки основни алатки. Новинарите треба да знаат да пробиваат пасворди на заштитени документи и така натаму. Сето тоа се учи на тие обуки. Во овој изминат меѓупериод, сведоци сте ги укинавме сите оние надоместоци за сите документи што треба да се добијат од владата, тие се добиваат бесплатно во електронска форма, дигитален носач или на мејл. Услугите на централниот регистар и на катастарот се бесплатни, имаше некои проблеми и се уште има, меѓутоа работиме интензивно со нив затоа што, пак велам, институциите тешко разбираат што тоа значи и постојано имаме прашања дали ова треба да се даде или она треба да се даде, па правиме некој внатрешен правилник за да име јасно. Јасно имаме, не сака да дадат некојаш информации. Интензивно функционираме во насока никогаш повеќе да нема класифицирани информации. И сега еден податок, ги декласифициравме сите оние информации што претходната влада ги имала класифицирано, особено за оние предпријатија кои што беа странски инвестиции, помошта, субвенциите и така натаму. Ја овде го поставувам прашањето. Ја не гледам дека истражувачкото новинарство го користи ова, ја користи оваа алатка. Или многу малку ја користи. Знаете ли за колкави суми на пари станува збор? Тоа се огромни. Над стотици милиони евра се во прашање. И не се анализираат. Ако говориме за истражувачко новинарство, јас се согласувам целосно со ова истражување дека од една страна имаме раст, од друга страна не сум сигурен колку е квалитетот на растот запазен. Искрено кажано не би бил премногу радосен на овој тренд што овде е покажан. Се разбира, тоа е поволен тренд, меѓутоа не сум сигурен дека тој се должи на многу силна систематска работа во редакциите, во работењето на новинарите или на нешто што е поврзано со самите редакции. Повеќе мислам дека станува збор за ослободување на едни стеги под кои што беше 10 години новинарството во Македонија и се забележуваат овие проценти кои што се уште сакам да кажам дека се минимални, иако не се за занемарување, меѓутоа квалитетот на сето тоа истражување тука не е измерен и тешко може да се измери, а за тоа може да зборуваат најчесто консументите на она што се вели медиуми. Значи, имаме проблем во новинарството, имаме проблем во медиумите, треба да бидеме на чисто со тоа. Во ера на оваа фейк ньюс и пропаганда што се случува, значи не само во Македонија, но доста забележително кај нас, ние сите се соочуваме со впечатокот од јавноста дека постојат многу вистини и во тоа море на информации, на фейк ньюс, на пропаганда, па дури на истражувања што се подведуваат под зборот истражувања, всушност не се тоа. Јавноста има тешка задача да одбере што е вистина, што е квалитетното истражување и квалитетното истражување денеска тешко го наоѓа својот пат до мејнстрим медиумите кои треба да бидат стожер на основната вест, на информацијата, на истражувањето, на анализата. Сметам дека истражувачките истории не се некаков тренд кој што ќе сопре. Од главната причина за тоа е што се електронските извори на информации. Се поголем број на документи, се поголем број на извештаи, како од државните институции, од локалните власти, од невладиниот сектор, се на интернет. Значи, со едно приклучување на интернет, вие можете да добиете информации кои што пред 10 или 20 години сте ги чекале од некој званичник за да ги добиете како информација.
Така што не сметам дека истражувачките стори се некаков тренд кој што ќе спласне, туку напротив сметам дека тој ќе продолжи понатаму и особено во делот на печатените и онлайн медиумите сметам дека истражувачките стори се и како атрактивни за самите редакции, бидејќи тие носат и нова читателска публика, а со тоа нели можно за само усовршување на самиот медиум.